Почитувани пријатели, еве веќе втора година, 28 април, се наоѓаме на истото место, во општина Аеродром во Скопје, и сме на локација каде што садиме дрвца, нови фиданки во спомен на сите оние кои загина на работните места. Се обидуваме преку овој символичен чин да всушност подсетиме дека и понатаму секој останува дел од ова прошироко семејство и понатаму се бориме за делот на пристојна работа, се бориме за делот на безбедна и здрава работна средина. Благодарение на нашиот колега Атанас, денеска од Паркови и Зеленилов, денеска сме овде и чисто во насока на разговоров, зашто сме вака облечени, само за сеќавање на идните генерации, е дека се наоѓаме во време на новиот коронавирус или COVID-19, па мораме да ги почитуваме сите оние мерки кои се однесуваат на растојание, а воедно и облекување, поточно носење на хигиенски маски и заштитни ракавици. Атанас, како ти изгледа денес? Втор пат ние, што го правиме ова, мислам дека сега по повод ситуација веќе полека почнуваме да се освестуваме колку значи работникот и што е работната сила и колку треба да им се даде повеќе важност на сите овие и безбедносни мерки и здравствени мерки што ги имаме. Денеска еве ќе направиме уште едно потсетување на тие кои за жал на работно место не се више со нас. Во секој случај треба да се потсетиме дека треба да учиме на тие грешки. Да учиме од тие грешки и новите ситуации што ни налагаат и од нив треба да научиме. Дефинитивно дека треба да се грижиме повеќе за здравјето, и безбедноста. Одлична поента, затоа што мислам дека не постоеше подобар показател на тоа што значи безбедноста и здравјето при работа, кога во светски рамки првата реченица или првата работа која ја споменуваат сите е дали си заштитен. Точно. Дали си заштитен на работното место. Нема да прашувам дали сте заштитени, не сте заштитени, знам дека еве покажуваме дури и ние. Она што сакам да те прашаме во однос на мината годишниот, или минатата година садевме одредени дрвца. Да. Се фати ли? Колку се фати? Да, 90% се. 90 бидејќи бев дел ете со фамилијата тука садев, баш бев да ги посетам истите садници што сме ги насадиле. Живи се, здрави се. И така, добро е, супер е, мислам, стварно во оваа работа и 90% да биде добро е супер. Со добра намера. Да, со добра намера, супер. Во секој случај ти благодарам денеска затоа што повторно ни овозможи да бидеме овде и да го направиме ова. Се надевам дека, како што реков и минатата година, ова ќе биде најмалиот парк во светот. Не заради тоа што не сакаме да имаме зелени површини, него затоа што сакаме да имаме многу малку или воопшто да немаме жртви на работните места. Дај Боже да немаме и тоа е намаку што може да направам ја да помогнам околу оваа работа и ти благодарам и поздрав до твоите соработници, поздрав до твоите претпоставени и уште еднаш благодарам за можноста која всушност ние направивте да и оваа година можеме символично да го одбележиме денот на 28 април. И благодарам и вам и за тоа што се трудите и да подсетите и да се подсетите на жртвите кои се на работно место и да се погрижите и за околината. И благодарам и на вам.